Сите сме изненадени од ајдучката птица, но никогаш не е доцна да се научи по нешто ново. Што се случува во светот. А што се случува кај нас во Македонија, особено во театрите или конкретно во Велешкиот театар, во театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот. Денес како имате можност, ете сосема случајно се поклопија работите денес да зборуваме за оваа представа и вечерва да ве поканиме на истата, конкретно во овој театар, а на самиот почеток од месец мај беше всушност и премиерата. Станува збор за представата Затворенички, а Димитрина е само дел од екипата која што работеше на оваа представа. Димитрина, добро утро до тебе и убав почеток на овој нов ден. Добро утро. Како сте? Ние сме супер, разборени, расонети. Како е кај тебе? Кај мене убаво, вака кога успевам да станам рано наутро и да ми почне денот, многу се радувам. Особено го сакам овој ден од годината, кога надвор мириса на лето и се радувам што можам да си го фатам денот со време. Дали тоа значи дека не стануваш можеби често вака рано или? Па толку рано како денес не, ама можеби некој саат подоцна, да, овој период особено имав доста обврски и бев продуктивна, се будев рано. Меѓутоа, ова ми е баш рано. Да, но и те се надевам дека баш благодарение на нас денот ти ќе почне порано и ќе го уживаш со оглед на тоа што спомена уживаш и во овој период од годината. Денеска предвидени високи температури, сонцето во изобилие, па се надевам дека ќе си го искористиш на најдобар можен начин покрај работните обврски. А кога веќе ги споменуваме работните обврски, Димитрина, поводот заради кој што утрово се гледаме и на овој начин е всушност последната представа или премиера која што се случи во Велешкиот театар. Станува збор за представата Затворенички, која што споменавме и вечерва е на репертоарот, пак имаме можност да ги поканиме нашите гледачи, кој во можност се разбира да појде и да ја ужива оваа приказна. Инаку приказна која што за жал некако стана се почесто да се слуша во македонското општество, па ајде да ни споделиш зашто зборува оваа представа Затворенички, од каде инспирацијата да се работи токму една ваква тема? Да. Ве слушнав и на самиот почеток дека ги каниме сите да дојдат вечер на представа. Меѓутоа, може би убава, за мене убава, за сите што сакаат да гледат представата, жална вест што картите се распродадени уште од самото објавување на представата. Се покажа дека велешани се многу големи љубители на театар, се чекаат редици, се купи карта и при самото објавување на премиера, првите 4 представи се распродадоа за екстремно брзо време. Па тоа е добар показател. Тоа викаме лоша вест за тие што сакаат да гледаат, затоа што се желни да купат карта, а за нас како театарџи е навистина убава информација, луѓето да имаат толкава заинтересираност. Да. Се радуваме кога ги слушаме ваквите информации дека се чекаат редици за да се купи билет повеќе и тоа е навистина показател само за успешноста и на проектот, но и генерално на театарот. Па еве можеме да најавиме кога е следната, Димитрина, ако веќе предпоставувам дека за оваа сезона можеби тука ќе биде оваа последна, затоа што обично во јуни се помалку има представи, почнуваат летните одмори. Меѓутоа од септември се враќаме повторно со полна пареа. Ако не излезе во меѓувреме уште некоја изведба, за сега е оваа денес. Како што ме праша за што станува збор. Основата, ова е авторски проект, ние сами, морам тука да бидам нескромна, целиот наш тим го напиша текстот сам. Во представата сме режисерка Елеонора Теова, играат колешките Јанка Левкова, Сандра Танчева и колегата Кире Азевски кој што го игра стражарот. Приказната е за 3 жени кои што си ја превзеле судбината во своји раце, затоа што во овој систем не нашле друго решение. Едната е бивш зависник на хероин, која што е навлекол нејзиниот дечко и со сплет на околности го убива и завршува во затвор. Другата е злоупотребувана од својот менаџер на работа и во обидот да се спаси и да каже на некој, не наидува на никакво разбирање и повторно ја превзема контролата во своји раце. И третата приказна исто една жена која што се заљубува и која што постојано е следена од својот дечко и се заканува со објавување на видеа и фотографии експлицитни и тука нејзиниот оствари таа е со љубовник, нејзиниот сопруг ја мести за убиство и трите завршуваат во затвор.
за дрешетки, меѓутоа нивната агонија не завршува тука, повторно наидуваат на злоупотребување од стражарот. И текстот, основата е напиша самата режисерка Елеонора и потоа на пробите го дополнувавме самите, со тоа што монолошките парчиња си ги напишавме секоја сама и наидуваат на огромно одобрување од публиката. Станува збор за сериозни теми, за фемицид, за насилство. Ние кога почнавме да работиме, секојдневно по 2-3 стати отваравме на интернет за жени кои што се соочуваат со такви ситуации во Македонија и нас тоа ни беше како фрапантна информација дека сме ја избрале вистинската тема во вистинско време и ова се случува и ние сме гласот на многу жени кои што не успеваат да се изборат за себе. Интересното е што не само жените ја бенефитуваат представата, туку коментарите и од машката публика се искрени, одобрувачки, викаат ова треба да го гледаат што повеќе луѓе. Јас сум навистина сретна што бев дел од овој проект и што наидува на толкава добра реакција од публиката. Да, и тоа е резултат дека навистина нешто вакво е неопходно и потребно во денешно време, токму заради овие причини кои што ги спомена Димитрина, но едноставно може да кажеме од еве еден актерски аспект, ова веројатно е и покомплексно за да се донесе на сцената, да се изведе така како што треба и при тоа да се пренесе вистинската порака или вибрација кон самата публика. И тоа е очигледно дека успешно е направено со оглед на интересот и повторно ќе речеме немање дополнителен билет за оние кои што би сакале, но ајде од тој актерски аспект тоа малку да го подобјасниме во смисла на тоа да во однос на подготовките за претпоставувам дека секоја од вас може би во еден мал дел или момент во улога на тие жени кои што се соочуваат со такви предизвици или со таков тежок животен пат. Да, не е лесно затоа што имаш одговорност да пренесеш глас на многу жени кои што не успеваат да го направат тоа или се плашат, меѓутоа еве да сметаме дека на некој начин ќе ги охрабриме да пријават секакво насилство и да пријават секакви неправилности, дека може би системот ќе се промени понатаму во поголема заштита кон жените. Ми беше мене интересно како, еве, например, го напишав мојот монолог. Се случува во еден период кога секојдневно се патувам кон Велешки театар, тука во Скопје имам други обврски, други представи, други проекти и времето кога бев дома имав други обврски дома и некако немав време за себе и во сета таа трчаница јас треба да напишам еден монолог од име на жена која што била зависник на хероин, што ја навлекол партнерот. И имав обврска на човек од фамилијата да земам инсулин од болница, одам во една болница, нема таков инсулин, ме препраќаат во друга болница, стигнувам таму, паднал интернетот, системот не работи, ми викаат врати се утре. Јас менем се броени минутите, морам да стигнам на проба, морам да ги завршам сите работи. Се нервирам, барам паркинг, додека сум стигнала на ред, им дошло нив пауза. Во меѓувреме се жалам дека немам инспирација да го напишам монологот и стигнувам дома и во сиот тој хаос седнувам и ми доаѓа инспирација од сите проблеми што се случуваат со администрација, со болници, со проблеми со неработење со интернет. Седнав и го напишав така од прва монологот. И сега тој истиот монолог допира до многу луѓе и се радувам што уште еднаш ми се потврдува дека сите работи се случуваат со некаква причина и дури во моментите кога мислиме дека ова е лош ден или нешто, тој лош ден нас ни носи баш убави моменти и инспирација. И така настана едниот монолог. Потоа колешките се покажа исто многу вредни, талентирани, си напишаа прекрасни монолози. Не е едноставно, се разбира дека до крај бевме со страв дали ова ќе биде добро прифатено, меѓутоа сите се една таква прекрасна екипа во Велешки театар, сите работат заедно како тим, поддршката е огромна и мислам дека на крај навистина направивме една убава представа и многу сум горда кога сум дел од вакви убави проекти.
Да, верувам дека таа гордост ја делат и сите од тимот, со оглед на тоа што не сте нели никоја преголема екипа, но сте многу значени и за Велешкиот ансамбл и генерално за театарот, и со оглед на тоа што споменавме, веќе нема билети, но од септември натаму ќе зборуваме повторно за новите изведби на Затворенички. Димитрина, некаде пред крајот, бидејќи имаме само уште некоја минутка, која е пораката која што треба да допре и сакате да ја пренесете со оваа представа? Верувам дека по изведбата се отвораат бројни прашања, дилеми на публиката, на вас како актери, што тоа вие сте успеале да пренесете до луѓето, до присутните, но што сметате дека е најважно како порака да допре до нашето општество? Па да не се препушта случајот на тишината, да не се молчи, да се дигне гласот, да застанеме сите како општество во поддршка на сите незаштитени жени, да се освестат и сите. Моментално е едната приказна што реков што на жената и се закануваат во ова ново време на социјални мрежи, доста девојки се напаѓани на Инстаграм со пораки, секојдневни да речам напади на некаков вид на мажи, па да гледаме да не молчиме за тие работи, да се зборуваат и да се поддржуваме. Така е, да се подружуваме меѓусебно, да ги сваќаме и да ги прифаќаме јасно пораките и јасно и гласно да говориме, дали преку театарски представи, дали преку разговори кои што ги имаме и во секојдневните емисии, сето она кое што треба да допре секој од нас, како што и се вели. системот да почне да се менува, да се менуваат некои работи, Да не биде предоцна, така е. И она кој што е дел од нели описот за самата приказна, односно за представата, е да приказна за едно општество што треба да се разбуди, веројатно веќе е време да се разбудиме. Димитрина, благодариме за утринско вклучување, посакуваме успех како се разбира на Велешки театар и целата таа екипа која што успешно работи, така и во иднина со многу нови проекти и представи кои што верувам дека ќе предизвикаат вака голем интерес како и досега. Да. Ви благодарам и вас. Имајте убав ден и ќе се видиме во некоја наредна прилика. Така е, Димитрина, поздрав до тебе, убав ден, поздрав до целиот тим и како што напоменавме, карти веќе нема, но оние кои што си обезбедиле, верувам дека со задоволство ќе ја погледнат вечерва представата 20 часот Велешки театар.